Поштовани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Комуналното јавно предпријатие Водовод ги известува граѓаните и другите корисници на услугите кои имаат долгови за комунални услуги, дека ќе им ја избрише каматата. Единствен услов е за останатите сметки да се платат најдоцна до 20 декември. Управниот одбор на комуналното предпријатие Водовод од Кочани донесе одлука со која на сите корисници на услугите кои имаат заостанати сметки за потрошена вода им се одобрува да го платат долгот без да им се пресмета камата за задоснетото плаќање. Одлуката се однесува за сите долгови, без разлика дали за нив е добиена тужба или не. Според оваа одлука, можноста не важи за органите на државната и локалната власт, како и за другите државни органи што се основани согласно со Уставот и со закон. Во ослободувањето не се вклучени и институции кои вршат дејности од јавен интерес, што е утврден со закона, се организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни предпријатија, основани од Република Македонија како и од општина Кочани. Можноста да се плати долгот без пресметана камата е со определено време траење, односно до 20 декември оваа година. Со тоа на граѓаните кои должат, вкупниот долг ќе им се скрати, а од друга страна мерката е и во интерес на Водовод, бидејќи се очекува со тоа да се зголеми наплатата на сметките за комунални услуги. Законските мерки предвидуваат физичките лица кои имаат неплатени сметки од Водовод да добиваат тужби секоја година, а правните на секои 3 години. Податоците на Кочанското комунално предпријатие покажуваат дека списокот на домакинства кои се должни е многу поголем од бројот на правните лица. Ваквата можност за бришење на каматата за долговите со плаќање до одреден период беше воведена минатата година. Здруженијето ИНИ од Виница го заврши проектот со кој се истражуваа прекрашувањата на работничките права во компаниите во источниот регион. Проектот беше помогнат со средства од Европската Унија, а од добиените податоци се согледува дека граѓаните имаат поголема доверба во невладините организации отколку во државните институции. Најголем број пријави за кршење на работничките права во источниот регион за изминатите 2,5 години се регистрирани во Штип и во Кочани, а најмалку во Виница и Берово. Такви се податоците од заедничкото истражување на невладините здруженија ИНИ од Виница и Надеж од Македонска Каменица. Истражувањето се спроведуваше во изминатите 5 месеци во 11 општини од регионот во рамки на проектот Граѓаните се вистинскиот инспектор. Според податоците, за периодот од почетокот на 2017 до средината на 2019 до Државниот инспекторат за труд во Штип биле поднесени 653, а во Кочани 278 преставки. За нив донесени се 316, односно 479 решенија и само 6 прекрашучни пријави. Го мониториравме постапувањето на трудовиот инспекторат во сите општини во источниот плански регион. Највеќе прекрашувања на работничките права имаме во Штип, во Делчево, кај што спаѓа и Македонска Каменица, Проби Штип, исто така и Кочани. Виница, од другата страна, Виница и Берово се малку помалку засегнати. Многу помалку има поплаки и кон трудовиот инспекторат многу помалку преставки и кон Хелсиншки комитет. Податоците од Хелсиншкиот комитет за утврдени прекрашувања и дадена бесплатна правна помош покажуваат драстично повисоки бројки. Односно, во Штип имало 4158 пријави, во Пробиштип 1618, а во Кочани преставки поднеле 1460 работници. Истражувањето покажа дека граѓаните сепак имаат поголема доверба кон граѓанските организации отколку кон институциите. Од тука можевме да заклучиме и да донесеме конкретни предлози кои што треба да ја унапредат од една страна бизнис климата, од друга страна треба да ја унапредат работењето на самите институции, односно на трудовиот инспекторат. Нашите конкретни предлози се следните: да се формираат синдикални организации во сите поголеми економски субјекти. Трудовиот инспекторат видно да ги обележи местата кај што се наоѓаат и начинот на кој комуницираат. Потребно е да има активни телефонски линии на кои можат граѓаните да се јавуваат, односно работниците да пријавуваат прекршување на работнички права. Потребно е да се дефинираат што е тоа рурални средини и да се предвидат дополнителни субвенции за бизнис секторот за да може да пружи подобра бизнис
подобри бизнес услови за самите работници, потребно е и работниците да се едуцираат за своите работнички права. Според Биковски, необходно е да се формираат социјално-економски совети преку кои ќе се следи бизнис климата, нелојалната конкуренција и условите за подобри работнички права. Добиените податоци од истражувањето се доставени до државните органи и дел од сугестиите се прифатени, односно предвидени се дополнителни средства за руралните средини, а има влијание и во подготовката на новиот закон за работни односи. Проектот "Граѓаните се вистинскиот инспектор" се реализираше во соработка со фондацијата Метаморфозис, а со финансиска подршка од фондовите на Европската Унија. Здруженијето Јавор од Зрновци реализира проект за енергетска ефикасност што е подржан од програмата Еразмус Плюс на Европската Унија. Во рамки на проектот ќе се одржи и обука во Шпанија, поради што од Здруженијето упатуваат повик за пријавување на заинтересирани млади лица. Здруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци го почнува спроведувањето на проектот Обука за обновливи извори на енергија и ефикасност, што финансиски е подржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата Еразмус Плюс. Главната цел на проектот е стекнување знаења за енергетска ефикасност и користење на обновливи извори на енергија. Учесници ќе бидат 10 млади лица и 2 раководни членови од Здруженијето. Обуката ќе се реализира во Шпанија во трајање од 14 дена во периодот февруари-март наредната година во регионот на градот Гранада во област Андалузија. Во текот на оваа обука учесниците ќе се стекнат со теоретски и практични знаења и вештини, што полесно можат да ги користат во нивното понатамошно образование, како и за започнување сопствени бизниси или вработување. Мобилноста на учесниците во овој проект треба да овозможи подобрување на знаењето за енергетска ефикасност и обновливи извори, стекнување знаење за решавање проблеми во локалната заедница, зголемување на мотивацијата за учество во идно образование или обука, како и можност активно да се учествува во екодвижењата. Учесниците ќе бидат избрани по пат на јавен оглас, што е објавен на веб страницата на Здруженијето, а заинтересираните треба да се волонтери или активисти, да имаат најмалку 16 години, доволно да го познаваат англискиот јазик и да бидат отворени за меѓународна соработка, подготвени да учат и да споделуваат знаења. Пријавувањето за учество на обуката е во Здруженијето Јавор во Зрновци до 21 ноември, а ранг листата ќе биде истакната најдоцна за 4 дена подоцна. Започна да важи обврската за задолжителна зимска опрема во возилата, апелираат од полициската станица Кочани во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Доколку не се почитуваат правилата за користење и носење зимска опрема во возилата, на секој возач ќе му биде издаден платен налог со глоба во износ од 45 евра во динарска противредност, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода. Од 15 ноември започна да важи обврската за задолжително носење зимска опрема во возилата, која ќе трае до 15 март наредната година, потсетуваат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Апелираат до возачите да направат зимска проверка и подготовка на возилата, навреме да ја обезбедат потребната зимска опрема и секогаш да ја носат во своето возило и правилно да ја користат. Доколку не се почитуваат правилата за користење и носење зимска опрема во возилата кои се предвидени во Законот за безбедност на патниот сообраќај, на секој возач што постапува спротивно на одредбите, ќе му биде издаден платен налог со глоба во износ од 45 евра во динарска противредност, односно ќе му се регистрираат 25 негативни бода. Полициски службеник според законските одредби ќе му нареди на возачот да го прекине натамошното движење на возилото ако не постапи според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба на зимска опрема. Исто така, полициски службеник може да му нареди на возач да го прекине натамошното движење и тогаш кога не постои сообраќаен знак за задолжително носење зимска опрема, ако зимските услови на патот не овозможуваат
непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, односно полицискиот службеник може да му нареди на возач задолжително да ја постави зимската опрема на возилото. Подзимска опрема за моторни возила со најголема дозволена маса, која не надминува 3500 кг, се подразбира зимски пневматици на сите тркала со минимална длабочина на шарите на слојот што гази од 4 мм или пневматици со летен профил на сите тркала со длабочина на шарите на слојот што гази не надминува од 4 мм и синџери за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала. Сообраќајната секција составена од ученици од Основното училиште Раде Кратовче преку презентации и активности го одбележа 15 ноември, светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајни несреќи. Учениците укажаа на потребата од подигнување на свеста кај луѓето за поодговорно учество во сообраќајот на патиштата со цел намалување на жртвите во сообраќајните несреќи. Под мотото Денови на сеќавање, време е да запрат кривичните дела на улиците. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата го одбележува светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајни незгоди 15 ноември. Учениците од 6-то одделение од Основното училиште Раде Кратовче со низа активности и презентации од страна на учениците, членови од сообраќајната секција, го одбележаат денот и укажаа на фактот дека потребно е да се сврти вниманието на трагичните последици од сообраќајните незгоди, да се изрази почит кон загинатите и солидарност кон нивните семејства, како и да се подигне свеста за фаталните последици од неодговорното однесување во сообраќајот. Денешната активност е дел од планираните активности на сообраќајната секција и со неја се обележува светскиот ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди, а тоа е 15 ноември. Во улога на предавачи се учениците Анастасија Богданова, Марина Велова и Александра Стојанова од 603 одделение. И ние преку презентација ќе ги запознаеме учениците од 600 одделение и членовите на сообраќајната секција. Фактот дека според СЗО или Светската здравствена организација, сообраќајните незгоди представуваат трета причина за смртност кај децата од возраст до 5 до 9 години, втора причина за смртност кај децата од возраст до 10 до 14 години и кај младите на возраст од 20 до 24 години, а прва причина за смртност кај децата на возраст од 15 до 19 години. Многу е важно сите надлежни институции да се залагаат за подигањето на безбедноста на сообраќајот на патиштата, а и секој поединец, учесник во сообраќајот да покаже повисоко ниво на свест и одговорност во сообраќајот. Особено да се апелира за постојана грижа и внимание за конкурирано подобрување на безбедноста на децата во сообраќајот на патиштата, кои се нашата иднина. Секоја година во светот околу 1,2 милиони лица го губат животот во сообраќајни незгоди и околу 50 милиони се здобиваат со телесни повреди. Во насока на одбележување на овој ден во Македонија, а со цел повисоко ниво на сообраќајна свест и одговорност, односно повисоко ниво на дисциплина во сообраќајот, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со партнерите во периодот од 15 до 22 ноември организира низа активности, меѓу кои организација на пешачки дефилеа во повеќе градови низ Македонија, со цел будење на свеста за одговорно учество во сообраќајот, едукативни предавања, крводарителски акции, организација на ликовни изложби. Самостојна изложба на ликовниот уметник Новица Трајковски отворена во Центарот за култура Бели Мугри. Истата е на тема Убава е Македонија и содржи слики од убавите предели на родната Македонија и старите камени мостови. 30 уметнички дела работени во техника масло на платно се изложени во Центарот за култура Бели Мугри, слики на ликовниот уметник Новица Трајковски. Тој е роден во Илинден, Скопско. Средно уметничко училиште завршува во Скопје, ликовна академија во Скопје во класата на професорите Димитар Кондовски и Родолюб Анастасов. Има остварено над 50 самостојни изложби и многу групни изложби во земјава и надвороднија. Член е на Друштвото за ликовни уметници на Македонија, живее и работи како слободен уметник во своето родно место.
Целото негово сликарство е посветено на божествената љубов, бидејќи сето она што не обкружува е дел од неа. Трајковски, како роден македонец и православен христијанин, ги слика убавите предели од родната земја Македонија и се што го инспирира од неа, па оттаму циклусот го нарекол Убава е Македонија. Старите камени мостови во Македонија е дел од тој циклус и со него се представува на самостојната изложба во Кочани. Целото моје сликарство е посветено на мојата земја, Република Македонија. Насловот е Убава е Македонија. Со последниот циклус Старите мостови од Македонија. Прво би сакала да се заблагодарам на оваа институција, на организаторот на изложба Александра Димитрова, на целиот раководен тим што е во Домот на културата Бели Мугри во Кочани, без кој не би можело да се оствари оваа изложба, која е дел од годинашната програма на Домот на културата Бели Мугри од Кочани. Трајковски изложбата ја прави и во хуманитарни цели, односно дел од сликите кои се на продажба и сите љубители на уметноста можат во наредните 2 недели да си купат уметничко дело. Собраните средства се наменети за помош на Андре Стојанов од Кочани, кој собира средства за лекување соматични клетки во Русија. Инаку во Центарот за култура Бели Мугри на 15 ноември следува прикажување на филмот Врба на Милчо Манчевски, а истиот беше прикажан и на 14 ноември. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.